Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Апостол Павле во Евреите 9 глава 27 стих вели вака: И како што на човекот му е определено да умре еднаш, а потоа суд. Што знаеме за мртвите, односно каде одат тие по смртта? Денешната тема е есхатолошка, а зборот есхатологија значи настани за последните времења или учење за последните времења. Секоја догма или учење на христијанството или на христијанското верување го прикажува времето што треба да дојде. Кога се зборува за последните времења или за големите настани, во теологијата тоа се нарекува есхатологија. Во оригиналниот текст зборот есхатос значи последен. Овие последни времења Библијата ги изразува на многу јасен начин. Пример за тоа наоѓаме во книгата на пророкот Исаија, 2 глава, 2 стих. Таму се вели вака: Ќе се случи на крајот на деновите, гората на Господовиот дом ќе биде поставена над сите гори. Есхатологија е теолошка дисциплина, која се занимава со проучување на настаните за последните времења или последните денови од историјата на светот. Во есхатологија спаѓаат следниве учења: физичка смрт, престојот на душата по смртта, воскресение, 1000-годишно царство, големиот последен суд, небото или рајот и пеколот. Ние ќе зборуваме денеска за престојот на душата по смртта и физичката смрт. Нормално и за воскресението. Човечкиот живот на земјата не е единствен. Луѓето не ги постигнуваат своите цели на земјата само додека се живи. Верата на христијаните е очекување на она што ќе дојде. Надеж што ја очекуваме. Тие очекуваат нов свет, каде што пребива вечна правда. Во Римјаните 8 глава 24 и 25 стих апостол Павле зборува за надеж која што треба да се исполни. Зашто во оваа надеж ние се спасивме, а надежта која се гледа не е надеж, вели тој. Зашто кога некој нешто гледа, зошто да му се надева? Но ако се надеваме на она што не го гледаме, тогаш го чекаме со трпение. Надежта ќе престане кога ќе се исполнат сите Божји ветувања дадени на човечкиот род, односно на верните. Зашто тогаш нема да има потреба од чекање. Есхатологијата се служи со пророчки најави, бидејќи ги предвидува настаните што следуваат по смртта и пред смртта. 3 нешта се сигурни во поглед на есхатолошките збиднувања. Прво, Божјото царство ќе ја слави целосната победа. Второ, животот ќе ја слави победата над смртта. И трето, последниот суд ќе биде праведен суд по делата. Да, луѓето се љубопитни за последните времења. Може би затоа што непознатото им го привлекува вниманието и ги води во нови сознанија. За да не се создадат погрешни премиси, на оваа тема ќе и пристапиме внимателно и ќе зборувам за она што веќе е сигурно и не создава противречност. Прво и основно физичка смрт. Веќе прочитав. И како што на човекот му е определено да умре еднаш, а потоа суд. Физичката смрт е одделување на душата од телото. Телесната смрт треба да ја разликуваме од духовната смрт. Духовната смрт е одделување на душата од Бога за секогаш. Физичката смрт се разликува од духовната смрт, која е присутна во оние кои не го познаваат Бог. Духовната смрт е за оние кои не веруваат, а физичката смрт за сите луѓе. Библијата зборува со исклучок за неколку личности кои не ја вкусиле смртта на начин како што другите луѓе ја вкусија. Тоа се Енох и Илија. Тие не ја вкусиле смртта, односно биле однесени директно во небото. Но не значи дека тие не умреле. Мора да се случи преобразба за да можат да го наследат нераспадливиот свет.
тие со Божја сила биле грабнати и однесени во Божјата присутност. А смрт нема да вкусат и оние верници кои ќе го доживеат Господовиот ден во сила и слава. Кога велам нема да вкусат, подразбира дека нема да ги закопат во гробишта. Смртта е последица на гревот. Но смртта за верните не е толку трагична кога се свесни дека ги очекува друг свет, кој што е многу поубав и праведен. Библијата ги охрабрува верните и им дава друга слика за смртта, односно да гледаат на неа како отворена врата за наследство на вечните вредности и убавини. Псалмистот вели: скапоцена е во очите на Господ смртта на неговите свети. Тоа е запишано во 116 псалм. Да, за нас смртта е голем непријател и представува голем проблем кога размислуваме за неа или кога ја гледаме пред своји очи. Но во Господовите очи таа представува блаженство, зашто Бог знае дека неговите деца ги следува вечност, каде што нема да има смрт, болка, тага и било што друго. Зашто ако живееме за Господ живееме, вели Павле. Така и ако умреме, на Господ му припаѓаме. Тоа е запишано во Римјаните 14 глава. Со други зборови би рекле: живееме ли, умираме ли, Господови сме. Кога знаеме дека нема да сме изгубени по смртта, нашата надеж се зголемува и добиваме друга слика за смртта. На неа гледаме како со подсмев, така би рекол, и не доведува во ситуација каде што болката ќе не ја зголеми или ќе не притисне и ќе не депримира. Апостол Павле вели: смрт, каде ти е победата? Смрт, каде ти е бодилото? Тоа е запишено во 1 Коринќаните 15 глава. Апостолот со победоносен восклик ја изразува својата надеж по смртта. Тој гледа со Христови очи. Христос за него ја победи смртта и знае со сигурност дека таа нема да му наштети. Како што не му наштети на Исус кога беше на земјата и кога ја победи преку воскресението. Затоа истиот апостол ќе каже: сега веќе нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос, зашто законот на животворниот дух во Христос Исус ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Тоа е запишено во Римјаните 8 глава првите стихови. Животот по смртта на верните е сигурен и безбеден. Основата на оваа сигурност не лежи во нивните религиозни дела, туку во верата и надежта што ја имаат во Исус. Библијата им дава сигурна и темелна надеж и не се зависни од други човечки сигурности. Човекот тоа што го смета за сигурно се докажало досега дека не е сигурно. Затоа постојат неколку логични докази за тоа. Прво, метафизичка причина. Тоа значи душата е единствена и додека телото во смртта се распаѓа на делови, душата и понатаму останува единствена, зашто таа не е составена од делови за да се распадне. Имаме теолошка причина. Човекот е разумно, морално и религиозно суштество и како таков не го завршува својот живот на земјата. Божјата мудрост нема да го остави своето дело недовршено. Мора да постои можност за усовршување на Божјето создание. Имаме етичка причина. Човекот не е адекватно казнет на земјата за своите гревови. Божјата правда предвидела казна за оние што ќе ја избегнат на оваа земја. Оваа причина произлегува од Божјата праведност. Многу злосторници што убиле други луѓе, а не ги стигнал земниот суд, ќе бидат казнети од Бог. Имаме историска причина. Историјата потврдува дека кај сите народи постои свест за постоење на друг свет. Тоа е вметнато во човечката совест. Душата на човекот е природно склона да копнее кон вечен свет. Многу луѓе, иако не веруваат, несвесно или свесно го изговараат зборот "О Боже". Овој збор излегува од длабочината на човечката душа и го бара својот Создател на несвесен начин. Да видиме сега
Дали душата е бесмртна? Душата е бесмртна. Така учи Библијата. Оваа вистина ги отстранува сите заблуди кои се вметнале меѓу народот. Во народот постои убедување дека по смртта никој ништо не знае, или дека се е празнина и дека не постои друг живот. Гробот е последното место и нема што друго да се верува. Овие луѓе ги нарекуваат скептици. Луѓе кои веруваат само до гробот, потоа нема ништо. Извештајот за човечкото создавање е основен показател дека луѓето имаат бесмртна душа. Библијата вели да направиме човек според нашиот лик. Божиот лик е вечен и непроменлив. Човекот ги носи вечните карактеристики и не е подложен на распадливост, односно вечно да биде таков во тело. Кога за Божиот лик се вели дека е вечен, тогаш и човечките карактеристики кои се дел од Божите остануваат вечни и непроменливи. Човекот не е сличен на Бог по тело, туку по духовните вредности кои му се вградени во создавањето. Овие духовни вредности се карактерот на љубовта и копнежот за вечното и непроменливото. Мудриот Соломон вели дека Бог ја вметна вечноста во човечките срца. Господ Бог го обликува човекот од земниот прав и му дувна здив на живот во носниците. И така човекот стана жива душа. Божиот здив е вечен. Човекот ги има вечните духовни елементи. Тие не загинуваат, зашто ако ги снема, снемува и Божите карактеристики. Душата останува и не загинува се со смртта, туку и понатаму го продолжува патот на своето постоење и свесност. Духот ќе се врати при Бог кој што го дал, вели пророкот, вели Библијата. А пророкот Захарија со други зборови ги изразува своите чувства за Божјата креативност, велики вака: Господ кој ги обтегна небесата, ја втемели земјата и му создаде дух на човекот во него. Овој духовен и нематеријален дел е од небесно потекло и не припаѓа од земјата. Телото е земно и затоа во земјата се враќа, а душата е духовна и таа по смртта оди при Бога. Не бојте се од оние што го убиваат телото, вели Исус. Душата не може да ја убијат, но бојте се од оној кој може и душата и телото да ги уништи во пеколот. Матеј, 10 глава, 28 стих. Непријателот може да го убие телото, ако Бог му дозволи, но душата не може, бидејќи над душата има друг господар. Господ Бог ја има власта над душата. Луѓето можат да го убијат телото, но потоа ништо друго не можат да направат. Например, додека го каменуваа Стефан, тој се молеше и викаше: Господи Исусе, прими го мојот дух. Телото беше умртвено, а душата, оној невидливиот дел во човекот, се пренесе во небесните простори, каде што е местото. Проклетството на првите луѓе ја нагласува смртта на телото, а не на душата. Ни тогаш, ни подоцна не се зборува за исчезнување на човечката душа, иако е под проклетство поради гревот. Бог ги предупреди Адам и Ева дека доколку вкусат од дрвото што е сред рајот, сигурно ќе умрат. Да, тие го вкусија плодот и по некое време ја вкусија телесната смрт, додека не ја разберат Божјата милост и љубов. Библијата зборува за воскресение на мртвите, на праведни и неправедни. Воскресението е соединување на душата со телото. Душата е бесмртна, зашто само на ваков начин доаѓа воскресение. И сега кога утврдивме дека душата е бесмртна, вечна, каде се душите на умрените, на оние кои умираат физички? Библијата зборува за постоење на душите на умрените од мигот на смртта до воскресението. Тоа е меѓувременски период, каде што душата е без тело, бидејќи телото е на земјата и тоа се распаѓа во некој гроб. Кога ќе дојде денот на воскресението, тогаш душата ќе се соедини со новото тело што Бог ќе го даде. Додека дојде тој период, душите се сами. Затоа имаме
потврда во Библијата, во првото писмо до Солуњаните, во 4 глава, имаме пример и во Коринќаните, 15 глава, 1 Коринќаните и така натаму. Душите на праведните се со Христос. Апостол Павле вели, ако се разруши овој шатор, нашата земна куќа, имаме зграда која е дело Божјо, вечна куќа на небесата, која што не е изградена од човечка рака. И затоа воздивнуваме и со копнеш сакаме да се најдеме во нашиот небесен стан. Полни сме со увереност и повеќе сакаме да отидеме од оваа тело и да се вратиме во својата домовина кај Господ. Тоа е запишено во 2 Коринќаните, 5 глава. Павле смета дека верните души се прибираат при Господ и нивните души се свесни за нивната положба што ја имаат по смртта. Исус му рече на разбойникот што го призна за Месија, уште денес ќе биде со мене во рајот. Овие зборови се охрабрителни за сите оние кои умираат во Господ. Тие заминуваат веднаш во место на блаженство, спокојство, каде што се одмараат од се што имаат доживеано на земјата. Исус ги охрабруваше своите ученици со овие зборови. Одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе се вратам за да ве земам при мене, за да бидете и вие каде што сум јас. Тоа е запишено во Евангелието според Јован, 14 глава. Исус никаде не зборува дека душите на умрените се на некое непознато место, каде што верните се во некоја агонија, во тешко исчекување до мигот на воскресението. Туку се при Господ и го очекуваат блаженото воскресение. Ова место се нарекува рај. Рајот е место на блаженство, на мир, на спокојство. Тоа е место на сигурност и слобода. Со еден збор тоа е место на потполна среќа на сите верници, кои го издржаа патот на христијанската надеж. На сите победници ги очекува небесна храна од дрвото на животот кој се наоѓа среде Божјиот рај. Тоа е запишано во Откровение 2 глава 7 стих. Душите на умрените секако се свесни за себе, како што веќе нешто реков. Не постои период по смртта каде што душата е во незнаење за себе, во исчекување, односно во безсознание. Душата каде што почива ја знае својата положба и е свесна за себе. Многумина велат дека душата ништо не знае до мигот на воскресението, но тоа не е библиски. Но ова не е библиска мисла, туку произлегува од човечката логика. Бог му се објави на Мојсеј со овие зборови. Бог е Бог на живите, а не на мртвите. Овие зборови не потврдуваат дека за Бог нема мртви, туку сите се живи. Бог е Бог на Аврам, на Исак и на Јаков. Ако патриарсите или татковците, наречени така, не беа живи, немаше Исус да каже дека е Бог на живите. За сиромашниот Лазар се вели дека бил однесен во прегратката на Авраам. А Авраам, иеко е умрен телесно, кога тоа Исус го рече, сепак го пречекува сиромашниот Лазар кога умрел на земјата, со телото. Авраам ги одбива молбите на богатиот човек, што значи тој разговараше, беше свесен и ја знае положбата на луѓето. Мислам не положбата на луѓето на земјата, туку по смртта. За Бог нема мртви души, несвесни, туку сите се живи. Апостол Павле вели: кој умре за нас, било да сме живи или умрени, и секојаш да сме заедно со него. Кога сме на земјата со телото, му служиме на Христос со даровите што ги имаме. А кога ќе умреме, пак ќе бидеме со него и ќе го славиме. Не постои празен период кога душите не го слават Божјото име, на тие што се спасени. Оние кои загинале за Христос му рекле: до кога свети праведен Господару, ќе го одложуваш судот и одмаздата за нашата крв над жителите на земјата? Тогаш на секого од нив им беше дадена бела облека и им беше речено да се стрпат уште малку време. Тие разговарале со Бог и барале одмазда за нивната крв. Знаеле што барат
и на кого се обраќаат. Биле свесни за сите настани што им се случиле на земјата и биле наградени за нивната издржливост и храброст во Исус. Ги облекле во бела облека, а тоа е символ на праведноста. Каде се душите на умрените без Христос? Душите на оние кои умираат без Исус се свесни за својата вечна изгубена состојба и знаат дека нивната положба нема да се промени. Кога богатиот човек се нашол во пеколот, односно во адот, тој чувствувал големи маки и затоа го молел Авраам да им каже на браќата да не дојдат и тие на тоа место. И се вели, кога се најде во адот, во страшните маки, овие страшни маки не се некоја измислица или приказна, туку реална состојба. Многу луѓе овој текст сакаат да го направат како приказна и символика, без реалност. Меѓутоа, Исус зборува за реална состојба на сите умрени без Него. Сите што не веруваат во Исус ќе се најдат на тоа место. Во Библијата има некои цитати кои зборуваат за сон, но зборот кој се употребува за заспивање на луѓето е само блага употребена форма за смртта, за да не се каже тој умре, туку тој заспа. Како што Исус рече за Лазар, нашиот пријател Лазар заспа, но јас ќе отидам да го пробудам. Тогаш учениците помислија дека зборува за сон, а всушност Исус зборуваше за неговата смрт. Спиењето е употребено само за телото, а не за душата. Ако телото спие, душата не спие. Таа е вечна, будна и ја знае својата положба. Има многу погрешни толкувања во христијанството за жал. Во врска со душата по смртта, некои се дозволија да вметнат погрешно учење наречено чистилиште. Во Римската црква се учи дека сите кои умираат во мир со црквата, а не се совршени, доаѓаат во чистилиштето. Во тоа чистилиште ги довршуваат своите дела според нив и ги испаштат по чинот на крштавањето. Тежината на маката зависи од тежината на вината. Црквата на земјата има моќ според нив и сила преку молитва и жртва на мисите да им се прекратат маките или да добијат потполн откуп на нивниот живот. По смртта нема никој овластување на човечката душа, освен Бог. Молитвите и жртвите за умрените не помагаат, бидејќи милоста Божја трае само до мигот на смртта во тело. Библијата не дава никаква потврда за ово учење. Ако по смртта постои можност со човечки напор да се откупува душата на умрениот, тогаш жртвата на Исус е безвредна. Зашто Павле вели, ако оправданието доаѓа од законот, тогаш Христос залудно умрел. Исус еднаш за секојаш се принесе како жртва, за да ги земе нашите гревови. Зборовите еднаш за секојаш го нагласува неговиот авторитет, кој не може да биде заменет од други. Библијата вели дека на човекот му е определено еднаш да умре, а потоа суд. Ако човекот умира еднаш, а потоа суд, тогаш сите други можности за спасение се исклучени. Науката за чистилиште им дава на луѓето лажна надеж. Според тоа учење се тврди дека во чистилиштето се поминува низ многу маки за да се дојде до спасение. Не постои такво место. Тоа е измислица на христијани кои немаат никаква библиска подлога. На таков начин човекот се меша во Божјото дело. А кога човек се меша во Божите дела, тогаш Исус им одговара како што и одговори на Марија. Што имам јас со тебе? Што имам јас со тебе, жено? По смртта праведните одат во блаженство и се во будна свесна состојба. И го очекуваат воскресението од мртвите, односно облекување во ново бесмртно тело. Состојбата на неспасените е поинаква. Тие се исто така будни и свесни, но знаат дека се изгубени за цела вечност и дека нивната положба е непромелива. Нивното каење не аменува Божјата правда за сите сторени гревови и отврлањето на Божјиот Син Исус Христос.
Почитувани, Бог да ве благослови. Каде ќе ја минеш вечноста? Тоа зависи од твојот однос кон Бог. Ако денеска си го прифатиш Исус Христос за твој спасител, твојата душа ќе биде спасена. Покај се, верувај во Исус и Бог ќе дејствува преку Светиот Дух. Амен.